Сме имале дојави во минатото од страна на совесни граѓани, кои што за жал никогаш не сакале тоа да го потврдат и со официјална изјава, дека се видувани разни товарни возила на релација Липково-Куманово, на релација Свети Николе-Куманово, на релација Рачиново-Куманово, на релација Скопје-Агино село, каде што од возила се вадат поголем број на кучиња, но никогаш тоа не е потврдено, ниту никој од нив не излегол да даде соодветна изјава и јас тоа го третирам како чиста шпекулација. Се до момент додека не е потврдено. Дали постои таква можност? Постои таква можност. Јас можам одговорно да кажам дека секое куќе кое што е заловено од страна на давателот на услуга кон општината, во овој случај ветеринарна станица Куманово, за истото претходно е направен уреден записник од страна на нашиот надлежен инспектор, заловено, третирано и повторно вратено, освен оние кучиња кои што покажуваат агресивност, за кои што ветеринарната станица постапува согласно законот. Нашиот капацитет со кој што го поседуваме, кој што се наоѓа во село Четирце, во поранешниот воен објект, е капацитет кој што од поголем капацитет кој што може да смести поголем број на кучиња, но тоа не е капацитет за трајно сместување на кучињата. И се поставува прашањето, откако ќе ги заловите сите, што вие всушност со тие домашни миленици? Кај нас нема и не постои навика за вдомување на домашни миленици. Јас направив еден таков пример, во една прилика си вдомив домашен миленик и ден денеска истото си го имам и си го чувам дома и согласно законот постапувам со него. Тој е составен, тој домашен миленик е составен дел на моето семејство. Ние би сакале да ги потврдиме сите овие наводи кои што ги изнесовте и доколку имате можност како новинари и истражувачки новинари да тражите нешто повеќе, јас ви повикувам да ни помогнете на оваа поле. Но сепак надлежноста директно тука е на Министерство за внатрешни работи, бидејќи тоа е казниво дело.